Ако владата не му помогне на приватниот сектор за надминување на енергетската криза и подмирување на цената на струјата, ќе има затворање на компании и отпуштање на работници. Ова представници на Стопанската комора, предводени од председателот Бранко Азески, го потенцирале вчера на средба со премиерот Димитар Ковачевски. Во комората во овој момент, како најголема бизнис асоциација, 1000% се третира само едно прашање, тоа е прашањето на цената на струјата. Ако владата не интервенира и не помогне во оваа ситуација, ние немаме друго решение освен да затвараме. За разлика од кај нас во некои други држави од регионот, струјата за компаниите е субвенционирана, што тамошните компании ги става во поповолна позиција, истакна Азески. Нашите искуства компаративни од овие 6 држави зборуваат дека секаде се во поповолна позиција компаниите, затоа што имаат субвенционирана струја, утврдена струја со прелегана цена, која што е директно од производството сопствено на тие држави. Ние се наоѓаме на слободниот пазар и платиме огромни суми, кои што тебе се движат и до 350 евра, а може во нека комплицирана ситуација на прекин спарно на рускиот газ на Европа да предизвикаат и уште дупло згорување на цените. Комората во неколку наврати веќе побара помош од владата. Вчера е формирана меѓуресорска комисија која наредните 10 дена треба да го подготви предлогот врз основа на предлози што ги даде комората, да оцени дали се прифатливи или не, а потоа за нив ќе се разговара на нова средба со премиерот. Со проблемот на висока цена на струјата, јавниот и приватниот сектор се соочува повеќе од една година, откако цените на слободниот пазар се искачија и до 5 пати повисоко. По ковид пандемијата, ова за нив е уште еден голем последователен проблем со кој многу компании не можат да се справат.